Јоба утро, алармот звони јако. Зар пак на работа, оф мори мајко. Гушви нервози, автобусот касни. За такси немам, застој платата ми касни. А што не се родив некој бога да зна. По цел ден да го прчам ја на јахта. Млади жени пиво и опуштена трака. Но мојот шеф не би кажал така. Министеру, да! Скипи и Тајзи повторно позитивно ја изненадија својата публика. Откако со моментот се качија на врвот на топ листите со новата песна насловена Excuse Me и нејзиниот спот кој веќе сигурно сте го погледнале, го продолжуваат нивниот успех. Песната носи тематика од секојдневието, а спотот е снимен на повеќе локации низ нашата метропола. Како што кажаме на прошлото интервју, продолжение на моментот, се вика Excuse Me. И си изненуваме на сите оние кои нема, да им се допаѓа, да ќе стават критики и коментари на YouTube, значи за нив е ставано Excuse Me. Не го гледа ако не се свие, али гледа го пошто ќе ни каже гледаност. И така да спочне, според мене е добра ствар, ќе видиме, ќе кажат нели гледачите и слушателите дали тоа е као што ние збориме или само збориме упразно. Значи снимано на многу локации низ Скопје, ќе ги видите и самите гледачите ги гледаат на телевизија. Интересно е, реге ритаме, мој текст, негова музика, поздрав до Джими Ринг и продукција кој него зложи ова да го направиме. Бојан Стоилковски е дечкото кој стоеше зад камерите, а третиот вокал кој им се придружува на Скипи и Тајзи е Нина Јанева. Мотив е, како и претходната моментот, секојдневие. Оваа беше малце како продолжение, рековме да. Али се мислеше на продолжение, гарант гледачите мислеа дека журката ќе продолжи. Али уствари ова е као станувам у 6:15 са валја за на работа и врати се у нормала, дечко се вика песнава. И дека не чека, Боли така се викаше. да, може и тоа да видеше наслова. Врати се од нормална дечко. Сагаме со екстремни некои наслови да правиме песни. Се спомиње Excuse Me само еднаш во песната, како и моментот што се спомиње еднаш во моментот. Сагаме да ја разберат луѓето песната, да не очекуваат дека насловот треба да им даде објаснение на песната. А што друго можеме да кажеме? Ствари самиот рефрен кажува нели цел ден да работа и под, цел ден гужви, трчање, хаос, лево, десно, шалтери, гужви, автобуси, такси. Значи тоа го објаснуваме дека предно време нели чита и сад кога ќе се вратиш од работа да одмориш се на ракијиче или кој пошто си нели некој сака да се прави некои други работи. 10 како кромит? Да, некој Поштено. Да. И значи време е за опуштање. Тоа е уствари тематиката од песната. Моментот помина одлично, што очекувате од Excuse Me? Никогаш не очекуваме, ама се надевам. Од моментот не очекувавме таква гледаност. Тоа кажа самите луѓе што ја гледаат и слушаат песната, нели? Многу позитивни коментари, но значи очекувам и од ова да биде исто така. Тоа не може да кажеме ја или он или било кој друг, тоа кажува една маса народ што го гледа и што го слуша. Ако им се свија, ќе го гледаат, ако не, ќе правиме друго парче. Момците продолжуваат со несмалено темпо. За 2 месеци од нив очекуваме нова песна и спот, а како што најавија 2012 година ќе ја украсат со албум. Тоа ни е главното некако, да има некои песни од прошлиот албум, што биле слушани, овие што излегува за Евровизија, моментот, ова Excuse Me и спремаме уште 5 или 6 нови, кои можно е да имаат спот, можно да немаат. Але ќе бидат многу добри, ќе бидат у секој стил, како што кажав, не правиме еден стил на музика, некам да не дефинираат уопште како рапери, како реги артисти, како поп. Сакам да не гледаат како музичари, доколку им се свига нашата музика, слободно нека слушаат и нека коментираат. Браво, момче. Браво. Следното од Драган и Горјан или Скипи и Тајзи се двата концерти во Скопје и Куманова. По цел ден, работа и пот, по цел ден, нервози мили, по цел ден, гужви, хаос и трчање, време е за опуштање. Браво!